Малолетниот ром од Кочани, чиј татко неодамна се закани дека ќе убива, деновиве крадел низ куќи во Штип. Домашните камери на Штипјанка го лоцирале како спокојно влегува и со украденото излегува од незиниот дом. На ќерка ми тоа се случи, што ја ограбија куќата, али детето е од Кочани, затоа што оперира во Кочани, а сега почна и во Штип. И пари на детето, палтиња, и ранеци, лишта, се собрало, и мобилни, таблети, часовници, се живо е собрано. Со дете што пред 2 месеца беше во Кочани, што додеа родител што се закануваше со оружје, и така исто ќерка ми камери имат и се, али сега децата се плашат, не смеат ни дома да си отидат за да спијат. Со оглед дека снимките биле кристално чисти и на полицијата и била доставена веднаш, пошто таму констатирале дека се работи за малолетникот чии кражби во Кочани пред неколку недели направија вистинска збрка. Тогаш тој при кражба на лицеместо беше фатен во населбата Трајаново Трло, а собствениците не ја пропуштија приликата на малолетниот крадец да му покажат дека местото не му е таму. Во јавноста се појавија снимки од кои се гледа како тие за стореното со него се пресметуваат. На насилството врз малолетниот ром молскавично одговори неговиот татко, кој со оружје преку социјалните мрежи се закани дека ќе се одмазди. Полицијата реагираше и кога сите се надеваа дека малолетникот извлекол поука, тој се појави во Штип и предпоставка е дека, освен во куќата каде што беше снимен, оперирал и во многу други. Без оглед на неговата идентификација и утврдените кражби од негова страна, овој веќе искусен крадец поради годините сепак е на слобода. Чувството е ужасно, но најмногу ми е криво и болно за стресот на децата. Меѓутоа, уште поболно е што надлежните не реагирале соодветно, па му дозволиле повторно да се шета низ нашите домови. Го фатиле, признал дека краде и пак го пуштиле. Зошто? Во врска со последната кражба од СВР Штип, велат: СВР Штип работи на целосно комплетирање и документирање на кривично-правниот настан, пошто ќе следи информација до јавноста. Информираат од СВР Штип.